Добар ден, драги ученици! Добродојдовте во уште една ученица по предметот биологија за 9-то одделение. Јас сум наставник Љубинка Чанева од Основното училиште Панко Брашнаров од Бела. Денес ќе се запознаеме со првата наставна содржина од првата тема. Таа е наставната содржина градба на лист. Кои се цели на учење? Ќе научиш да ја објаснуваш градбата на лист, и тоа ќе се ја научите на дворешната градба на лист и внатрешната градба на лист. Ќе откриеш зошто е важен растителниот орган лист и дека во него се вршат најважните процеси: фотосинтезата, дишење и испуштање на вишок на вода, или тоа е процесот транспирација. Насоки за денешниот час. Потребно ви е тетрадка, молив и бој. Препорака: изслушајте го видеото целосно, а потоа дел по дел проследете го, нацртајте, обележете и на тој начин полесно ќе усвоите новата наставна содржина. Ќе се запознаеме со тоа што е лист, односно која е улогата на лист. Листот е вегетативен орган, кој што е одговорен и е неопходен за животот на растението, бидејќи го врши процесот фотосинтеза. Покрај оваа функција, листот се врши исто така врши размена на гасови и се оддава вишок на вода. Ќе се запознаеме прво со основните делови од кои што е изграден листот. На сликата имате приказ на лист. На сите сте виделе листови. Секој лист има една голема, широка листна плоча, која уште се нарекува лист. Тоа е овој дел на листот. Потоа на секој лист има листна дршка. Листната дршка, заедно преку листната основа, го прикрепува листот за гранките и стеблото, а низ листната дршка поминуваат проводните садови, кои што носат вода и минерални материи до листот, а оттаму од листот изнесуваат хранливи материи кои што ги разнесуваат до останатите органи на растенијата. Овие спроводни садови се всушност тие листни жили кои што ги има низ листот. Имаме една главна листна жила на овој лист и имаме странични листни жили. Листните жили се различни листови се различно распоредени. Некои имаат ваква мрежеста структура, додека кај други пак имаат паралелна нерватура. Во овој слайд ќе забележите дека ви одвои посебно за полесно да го усвоите материјалот, која е улогата на листната дршка и листната основа, дека го прицврстува за стеблото и гранките, но особено е важно дека секогаш учествува и во движењето на листот, така да листот го врти секогаш кон изворот на сончева светлина. Листката пак, или листната плоча, има различна форма, различни рабови. Кај некој формата е јајцевидна, срцевидна, издолжена, рабовите може да бидат мазни, назадени. Исто така е важно и дека има разлика во распоредот на листовите на гранките. Сите овие разновидни особини се користат при класификацијата на растенијата. А листните жили, спомнати претходно, таа се спроводни снопчиња, низ кои што во листовите се спроведува вода, а од листовите се изнесува хранливата материја до сите органи на растенијата. Откако се запознаме со надворешната градба, токму ова сакам да ви го посочам дека, што зборував претходно, дека формата на листовите може да биде различна. Дека имаме игличести, јајцевидни, срцевидни, издолжени, дека рабовите се различни, кај некои се по-ситно назабени, кај некои појадро назабени, но исто така имаме и различна поставеност или број на листови на листна дршка. Па со самото тоа имаме прости листови, кои што на една листна дршка имаат лист на една листна плоча, или како кај деталината сложен трочлен лист, кај што на една листа има три листчиња, и имаме 5 сложени листови, каде што на една листна дршка има повеќе поставени листчиња. Откако се запознавме со надворешната градба на листот,
Сега ќе се запознаеме со внатрешна градба на лист. На оваа фотографија имаме пресек на напречен пресек на лист и сега дел по дел ќе ви ги објаснам деловите од кои што е изграден листот. На секој лист имаме горна површина и долна површина. На горната површина се наоѓа горниот епидермис, тоа е овој дел од клетки, слојот клетки, а на долната страна се наоѓа долниот епидермис. Долниот епидермис е карактеристично присуството на отвори кои што се нарекуваат стоми. Стомите имаат способност да се отвараат и да се затвораат и преку нив се врши размената на гасовите, значи воздухот навлегува во листот, но излегува од него, а исто така преку стомите се врши ослободување на вишокот на вода од растенијата. На горниот дел од епидермисот има дополнителен слој кој што се нарекува восочен слој, кутикула, кој што дава таа сјајна мазна површина на листот. Помеѓу горниот и долниот епидермис е смесен еден среден дел, кој што се нарекува мезофил. Мезофилот е изграден од два слоја на клетки. Првиот слој на клетки, кој што се наоѓа директно под горниот епидермис, се наречени палисаден клетки или палисаден слој на клетки и се исклучително богати со хлоропласти и тие учествуваат во процесот фотосинтеза, значи овде најмногу се врши создавање на хранлива материја. Под овој слој се наоѓаат цунгејевскиот слој на клетки, клетки кои што се лабаво поврзани, па меѓу нив има воздушни простори, кои што воздушни простори всушност се воведуваат на врска со стомите, за да може лесно да се овозможи движење на воздух. Овде во мезофилот се наоѓа испроводното ткиво, жилите, кој што е изградено од два вида неспроводни снопчиња, едните носат вода од коренот до листот, а низ другите поминуваат хранливите материи од листот кон останатите делови на растенијата. Во оваа табела давам подобар преглед на она што досега го зборува, се со цел да полесно го усвоите материјалот. Ја давам деловите на листот во едната колона, а во другата колона се дадени функциите кои што ги извршуваат. Така да сето тоа што претходно го кажав, овдека ова ќе ви послужи за полесно да го научите. Во своите тетрадки ќе го запишете следниот план, наставна содржина, градба на лист. Што е тоа што треба да знаете? Дека листовите имаат различна големина, форма и распоред на стеблото и гранките. Листот има надворешна и внатрешна градба. Препорачувам во тетрадката да нацртате слики од презентацијата и да ги обележите деловите. Листот е вегетативен орган во кој се вршат следниве процеси: фотосинтеза, дишење и транспирација, или тоа е испуштање на вишок на вода. За поесно и побрзо да повторите она што досега го научивте, пополнете го овој графички организација. Значи имаме листот има епидермис, мезофил, спроводно снопче. Епидермисот има горен и долен. Всушност, вие продолжате низата да ја дополните. Се надевам дека материјалот не е тежок и дека лесно ќе усвоите оваа наставна содржина. Се гледаме во следната училница. Довидување, имајте убав ден.